Почитувани гледачи, во наредниве минути ќе слушнете интересна информација која што е врзана со една кампања која што започнува денеска, ќе трае до 4 март. Кампањата ја спроведува невладината Сдруженијето Отворете ги прозорците, а инаку е европска кампања со наслов Get Online Week. Тоа е оригиналниот наслов кој што е прифатен и тука кај нас во Македонија. И во наредниве минути ќе зборуваме со представник од Отворете ги прозорците, но и корисник на компјутер, на интернет, кој што е практично вклучен во оваа кампања. Утрово со нас е Магдалена Димкова од Отворете ги прозорците и Ирена Бојмалиева, која што е директен учесник во оваа кампања, преку тоа што нејзината приказна практично можеме да ја видиме на веб страната која што секој од нашите гледачи ќе може да ја отвори и практично на тој начин да се вклучи во кампањата. За да им откриеме на гледачите за каков вид на кампања станува збор која што почнува денеска. Така, значи ова е една европска кампања Get Online Week. Случајно за кампањата дознавме од едни наши пријатели, ИАН, интернационална мрежа за помош од Србија, кои што во текот на ноември минатата година не поканија на една нивна работилница за да ги презентираме нашите искуства од работењето во Отворете ги прозорците. И случајно не покани и ни рекоа дека вие сте една организација која што навистина работи за обучување на компјутер и обучување за користење на интернет на лица со хендикеп и можете да се вклучите во кампања. Оваа кампања во 2011 година околу 35 организации ја спроведуваат, значи на европско ниво. Мислам дека се вклучени околу 27 европски земји и 3 неевропски земји. И целта на оваа кампања е да се приклучат нови лица кои што ќе користат компјутер и кои што ќе користат интернет. Бидејќи се претпоставува дека на европско ниво постојат отприлика околу 300 милиони лица кои што не користат компјутер и не користат интернет, и насоката е кон овие нови лица, бидејќи светот веќе станува се повеќе дигитализиран, се почесто се користи компјутерот, да се привлечат да го користат истиот. Така, рековте 3 неевропски земји. Македонија во која група спаѓа? Во тие трите? Во овие 3, да. Во тие 3, да. Па добро, како ние, со кои активности ние ќе се вклучиме во оваа кампања? Ние веќе од минатата недела некако се обидовме на нашата веб страна да пласираме оваа информација, да привлечеме што повеќе луѓе. Во текот на минатата недела испративме информации и соопштенија до сите медиуми, печатени и ТВ медиуми, до повеќе организации. Она што знаеме дека оделот за соработка со невладин сектор од град Скопје веќе на нивната веб страна ја имаат ставена информацијата. Еден од најпосетуваните веб сајтови Кајгана исто така ќе стави фондацијата Метаморфозис. Microsoft со кој што имаме соработка исто така ќе ја пласираат оваа информација. Значи, веќе почнавме некако со ширење на информацијата во текот на минатата недела. Еве и приказната на Ирена и на уште еден наш корисник кој што вистински зборува за тоа што значи да се користи компјутерот. Веќе ја поставивме на нашата веб страна и очекуваме да привлече нови лица. Во текот на оваа недела, еве уште денес организираме една средба со еден дневен центар порака наша од Куманово, кој што ќе го посетат нашиот центар, ќе им објасниме за што работиме и како работиме, и наши корисници кои што користат компјутер и интернет ќе им презентираат што направиле во текот на овие изминати години на користење на компјутерот и како тие го користат, со цел да се привлечат и самите тие да го користат компјутер. Кампањата ќе трае до 4 март. Кои се други активности ги планирате? Значи, освен овие вклучување, значи претпоставуваме дека на повеќе веб страни ќе има информацијата. Целта е да се пополни еден бројач со кој што ќе ја покажува бројката на вклучени лица. Самиот бројач може да го најдете на нашата веб страна www.openthewindows.org и со пополнување на истиот бројач се бележи колку лица од Македонија се вклучиле во кампањата. Една и ваква промоција, значи по ТВ медиумите, како што не поканивте и вие, што сме ви многу благодарни. Мои колеги исто така, се надевам во текот на оваа недела, исто така ќе ја пласираат оваа информација. Стапуваме во контакт со сите наши организации со кои што соработуваме за да
се потикне оваа информација. Нашите корисници ги поттикнуваме исто така, особено ако имаат член од семејството кој што не користел никогаш компјутер и интернет, да му покажат како да го искористи, всушност како да го пополни бројачот. Така. Јас бев многу љубопитна и кога ја видов информацијата и веб страната, веднаш отворив и забележав две приказни кои што нели можеме на некој начин да им ги пренесеме на гледачите, но не двете, едната само. Еве со нас е и Ирена. Ирена ја запознав токму преку веб страната. Ирена, можеш ли на нашите гледачи да им кажеш како го совлада најпрвен она што значише првична бариера за да дојдеш до компјутерот, а потоа да почнеш нели да работиш на него и да станува твое секојдневие? Па јас не знаев да работам на компјутер и кога ги запознав Отворете ги прозорците, за прв пат отидов таму и почнав да учам како се користи компјутерот и многу добро го совладав со тоа што одев на часови 2 пати неделно и со текот на времето го совладав. Од кога научив, значи јас немав компјутер. Од кога научив и кога завршив на правниот факултет, тогаш си купив компјутер и ми го опремија со читачот на екран во Отворете ги прозорците и така јас почнав да го користам компјутерот и едноставно ми стана отворен прозорец кон светот. Затоа што преку компјутерот ги читам сите информации, сите новости, не само за литература. Значи, можеш да го користиме за се, зашто компјутерот е таква алатка која што може да ги прочита едно обично писмо. Например, ако мене поштарот ми го донесе писмото дома и јас да го скенирам тој документ и преку ABI File Reader, значи со една програма се преработува во Word документ и како таков документ јас можам без да зависам од некој друг да го прочитам тој документ и едноставно да бидам самостојна во сите обврски кои што представуваат. Нема веќе бариери, се е допирливо, се може да се восприеми, нели? Да, точно. Колку можеш сега она што си го научила на правниот факултет и да го примениш? Колку можеш да истражуваш во правните науки? Сега со компјутерот си моќна, ја чувствуваш ли таа моќ? Да, ја чувствувам зашто секоја информација можеш да ја прочиташ и допирна до тебе. Значи, затоа им препорачам на сите кои што не користат компјутер да го користат, зашто сите информации може да ги добијат преку него, зашто сега тоа е отворен прозорец кон сите, не само како јас, како лице со хендикап, како секој човек може да користи компјутер. Секој може. Што најмногу сакаш да работиш на компјутер кога ќе седнеш? Па све, си читам све што ме интересира во моментот. Значи можам да читам дневни весници, веб страници, све. Одлично. Минуваш сигурно и голем дел од денот на компјутер, бидејќи сега имаш многу можности, така, во контакт си со други, со други лица, пријатели, можеш да се поврзеш преку интернет, преку Skype и сите други работи кои што секој човек ги работи. Така. Македонија за прв пат се вклучува во оваа кампања, меѓутоа ова не е прва година на оваа кампања. Што се случуваше лани? Не е така. Минатата година, значи 2010 година, истата оваа кампања исто така беше промовирана и пуштена. Голем дел од самите организации самите на свој начин си ги организираат активностите околу кампањата. Значи било да се работилници, било да се некои презентации на одредена тема која што е опфаќа кампањата. Она што беше постигнувањето од минатата година се околу 70.000 лица кои што го пополниле бројачот. Оваа година стремежот е да се зголеми, да бидат околу 100.000 лица, така да се надеваме дека ние ќе придонесеме во делот. Магдалена, имате ли информација колку досега има? Јас утрово само што стана, во моментов кај нас е преведен бројачот на македонски, така да секој може да го пополни. На нашата страна имаше 5 лица кои што го пополниле, значи утрово во 6:15 часот. Берем за нас и го покажува само бројот на лица кои што се вклучуваат во Македонија. Така да се надеваме дека за почеток
барем добар почеток и дека до петок веќе ќе се зголеми многу повеќе. Така. Добро, и кога ќе заврши кампањата, што со сите тие бројки? Што ви покажуваат, кон што ве насочуваат? Покажуваат колку всушност ние можеме да учествуваме на една ваква голема и европска кампања, иако сме релативно мала земја. Се надеваме дека ќе влијаеме барем во некој дел, дека лица кои што никогаш досега не се обиделе да користат компјутер, ќе ги поттикнеме да го користат, како една можност да дојдат до повеќе информации, како можност да комуницираат со пријатели со кои што не можат постојано да комуницираат. Тоа за нас ќе биде еден голем успех. И се надеваме дека следната година ќе имаме многу повеќе организации, многу повеќе партнери со кои што ќе можеме да се вклучиме во една ваква кампања. Така, а до следната година отворете ги прозорците и натаму ќе работи, и кои се активности ги планирате кои што се врзани сепак со овој начин на работа? Така, значи нашиот центар за асистивна технологија за директни корисници си продолжува, значи целта на кампањата е она што и ние всушност го работиме, ги обучуваме нашите корисници како да го користат компјутерот и на кој начин може да го искористат интернетот, значи како да дојдат до повеќе информации, како да комуницираат со нивните пријатели, да пласираат нивни информации. Значи тоа континуирано продолжува. Програмата еднаков пристап за еднакви можности, исто така во петок ќе биде промоција на извештајот за националното истражување кое што го спроведовме на ниво на сите основни училишта во Република Македонија за употребата на асистивната технологија, така да постојано ќе имаме активности. Ние ве следиме, ве следиме во чекор, секоја нова информација ја проследуваме нели до нашите гледачи. За крај мислам дека Ирена е таа која што може да привлече најмногу нели корисници и посетители на веб странава, па Ирена ќе ве замолам еден апел до сите оние кои што не гледаат. Па сите што не гледаат и тие што гледаат, значи едноставно да го користат компјутерот и интернет. Така, но и тие што не гледаат, нели, и не слушаат, тие задолжително да го користат. Да, точно, така точно, ли? да. Еве уште еднаш, Магдалина, за крај да ја кажеме веб страната. www.opentowindows.org. Значи, вашите гледачи може да се вклучат со тоа што ќе го пополнат бројачот. Од десната страна на самата главна страна на веб страната се наоѓа бројачот, е многу едноставен да се пополни, а исто така поголем придонес ќе дадат доколку доведат некој член од нивното семејство или пријател, познани кој што никогаш досега не користел компјутер и интернет, да се приклучи и да ја поддржи кампањата, односно да го пополни бројачот. Така. Многу успех, а на крајот од кампањата ќе ни кажете колку корисници и дали се надминал и очекуваниот број. И тоа е важно. Секако, благодариме многу за поддршката. Како медиум секогаш сме со вас и ќе ве поддржуваме, а еве уште една поддршка и поттик за сите вас, драги гледачи, да ја отворите оваа веб страна и да се вклучите во кампањата. И поздрав со една музичка numera, веднаш потоа продолжуваме со останатите планирани содржини во емисијата во 5 до 7.